гостуваше со надпреварите на Стручки турнир, втор ден. Од надпреварите денеска прв надпревар и веднаш победа. Имавте тешка средба, но со вашите неколку голови во финишот од средбата дојде она што беше потребно. Добро со мој, јас стварно не сакам да не сакам да давам голови, ама така се отвори денес. И да, тешка утакмица беше зашто како на прес што кажавме вчера, значи ние сме сите во форма 15 дена, тренираме 20, некои екипи 25. Тој малце, знаеш, се качиш на планина, пример, трчиш, радиш фитнес пар дена со топка неколку дена и доаѓаш тука. Значи малце е тешко и сметам дека ово не се 100% од нити од една екипа. Тука, ама добро е да се има такви утакмици секако. Ова е област старт, сега имате уште две средби, остануваат исто така тешки надпревари, целиот екипа која што игра во групна фаза од Лига шампиони, плюс игра во една од најсилните лиги во Европа. Што може да се очекува против тие? Целј е многу почитуван како клуб и овој тренер Тамше, што секоја година губи по 2, 3, 4 играчи, носителни играчи од протекла година. И ги врача, и секој пат мислам дека тоа е тоа, дека не може да изненади никој фаворит, ама секоја година добија Кил, Фленсбург, не знам, така натака. Значи стварно една екипа и вчера гледав утакмица, значи делуваат моќно. Значи имат ростер, има и брзи играчи, и шутери, и финта, и одбрана и се, ама се гледа дека тие уште не се на 100%, како е секоја екипа, кажав пак. Што можеме да очекуваме? Мислам дека целиот е фаворит за утре, ако ме прашуваш за резултати. Така. Помлади се, трчат повише и така натака. И едноставно сметам поквалитетни се. Какви се амбициите на Бешик во оваа сезона? Па секоја година амбиција се да немаме пораз во Турска лига. Тоа е нешто невидено. Значи, само сака да не губиме таму утакмици. И барат некои рекорди, не знам, у турској спорт воопшто, зашто 10 пати се поред прваци на Турција. И така да прв цел е да бидеме шампиони. Ако може без пораз. Лига на шампиони нас ни служи за што подобро да се представиме во Европа. Имаме тој хендикеп со таа сала што играме 2 сати од Истанбул, немаме многу гледачи, ама тоа е. Не може да се смени ништо ова година од ЕХФ. Делегација била да виде некоја нова таму, ама не чинила зашто се трибини многу блиску до гол, така натака. И ова година ќе играме пак во таа што е далеко од Истанбул. Се чувствуваме како гостинска екипа дома. Во однос на договорот со Бешикташ продолжува Прибак и понатаму, има некаква најава за продолжување на соработката? Па нема потреба, јас 34 години имам. Таму имам договор уште 2 години, тој е 36. Нека биде здравје, не може толку далеко да се гледа. Правиш планови, Господ ти се смее, така речеме, ние во Србија. Македонија, едно прашање за Македонија. Следуваат квалификации, па потоа светско првенство во Германија. Очекува ли Прибак одново повик од Раул да биде во комбинација за тие квалификации за европско првенство и секако за светско, потоа за светско? Раул Гонзалес е тренер што најмногу научив од него и од Вујо, ама од Раул научи некои други работи. И тој е тренер што јас едноставно не можам да му кажем не. И он ме секој пат тој ме вика, ја не викам него за да играм во репестација. И прв пат кога се слушам со него, јас кажав дека ќе бидем тука ако треба да помогнем, како пример Романија, прва такмица изигра Италевски, Кузмановски добро, да не сум во прв план, ама ако затреба да бидем тука од помош. Така да тој договор што имам со луѓе од федерација, со Раул, малце незгодно, зашто фамилија ми е у Србија, јас сум у Турција и тие пример 7 дена што сме слободни, се собирам со репестација, али добро, нема да трае уште 10 години сигурно. Ова што го правим сега никогаш во живот нема да го повторам повише. Кога ќе завршиш кариера, тоа е тоа. Нема више собири, нема играње у клуб, репестација, така треба да се искористи секој момент да се изигра. Може би потоа во тренер. Како? Може би после кариерата во тренер. Па да, можно е, да. Ама треба за да бидеш тренер, треба да имаш добра стартна основа. Треба да бидеш у некој, според мене, у некој добар момент, у право време на право место. Ќе видиме дали тоа ќе се случи. Најдобри играчи на свет никогаш не стануваат најболji тренери, ови полоши што се подобри тренери. Зашто е тоа така? Има многу причини, ама ако бидем, ако не, има многу работи што можем да ги правиме во животот. Само здравје. Фала и на вас.